На вчерашната седница на влада беше разгледан и усвоен предлог законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата во доминантна државна сопственост, со кој се проширува опфатот со нови 1000 стечајни работници, на коим се решава статусот со месечен паричен надоместок до моментот на нивно пензионирање. Со претходните законски решенија и со овој предлог закон, околу 12.000 стечајни работници добиваат финансиска поддршка и материјално обезбедување до моментот на нивното пензионирање, соопштуваат од влада. Министерството за труд и социјална политика пак во месец јули годинава најави дека подготвува предлог закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна сопственост на државата. Со новиот закон се овозможува материјално обезбедување на лицата на кои им престанал работниот однос по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок во периодот од 1 јануари 1993 година до 30 јуни 2019 година во предпријатија со доминантна сопственост на државата или по нивна приватизација, доколку не го проминиле единствениот матичен број на објектот, а во случај на промена истите да произлегуваат од предпријатието со доминантна сопственост на државата, образложија од Министерството за труд и социјална политика.